да би сакал да го честитам денешниот празник, 11 октомври, навистина еден голем празник, празник на кој што македонскиот народ ја почна борбата за конечно воспоставување на сопствена држава. Празник кој што за жал со активностите на оваа власт е оспоруван, не директно, туку индиректно, затоа што прифаќајќи ги начелата на она што се основни барања на Република Бугарија, мислам дека на некој начин се оспорува и празникот, што многу говори за односот на актуелната власт кон народно-ослободителната борба. Сметам дека треба да се цени празникот затоа што македонскиот народ се стави рамо до рамо со останатите прогресивни народи и се крена против фашизмот во услови кога темни години надвисуваја над Европа, се бореше против фашизмот и успеа да се избори и против фашизмот, а и да добие собствена македонска држава, и ова е празник кој што треба да го славиме со пиетет. Благодарам, спремен сум да поразговараме и на политички теми доколку има прашања со празникот или надвор празникот поелет. Има едно прашање. Пред некаде споменавте дека во општина Центар во мораториум се издадени над 400 дозволи за градба. Ваш коментар околу се Па во општина Центар прво мислам дека професорката Котлар веќе е известно дека ќе е градоначалник на општината и дека ќе ги менува работите. Има неколку податоци кои што сакам да ги споменам за општина Центар. Прво, СДСМ е на власт 8 години во општина Центар и ова е трет кандидат кој што победат на избори, што само покажува дека не се сигурни во изборот кој што го прават. Во 2013 година беше Жерновски, па не го кандидира во 2017 година го кандидира Богдановиќ и сега имаат трет кандидат, дете на транзицијската олигархија, како што ја објавив на минатиот пат. Доколку биле добри првиот или вториот градоначалник, сигурно ќе кандидирале за втор мандат, затоа што тоа е правило во политика, дека секој добива шанса да стрка барем за уште еден мандат, но доколку не се добри, секако, како што е сега случајот, не ги бираат, што само покажува дека и СДСМ е свесна дека во Центар не успеале да го реализираат тоа што го ветили. Од бројните ветувања едно беше мораториум за градба. Во услови на мораториум за градба во рок од 8 години се издадени 479 дозволи за градба. Значи во мораториум за градба во 8 години 479 дозволи за градба се издадени во општина Центар, почнувајќи од најмали објекти, завршувајќи со огромни згради. Така гледаме еден урбанистички хаос кој што сега се случува например во Капиштец, или гледаме урбанистички хаос кој што се случува околу Олимпискиот базен. Во најава имаме изградба на 3 огромни кули кои што треба да се случат кај Холидин, како и реализација на над 50 згради кај Треска, што само зборува дека имале нечесен однос кон целата оваа работа, како што имале нечесен однос кон сите останати ветувања. Беше спомнато дека еве јубилејно по 8 пат се обидуваат да ветат градинка која што никако да изградат, и затоа се потребни промени во општина Центар кои што ќе значат едно ново водство предводено од Наташа Котлар, кое што заедно со етничкото мнозинство ќе ги менува работите во општината. Господин Николовски, може ли уште едно прашање? Форумот за Западен Балкан заврши. Каква е вашата оценка по неговото завршување за евроинтеграциите на нашата земја? Има ли можност да се деблокира процесот во декември? Денеска видовме и интервјуима на вице-премиерот Димитров, кој вели дека со поставките Бугарија прави да не се сакаат двата народа. Каква е вашата оценка? Ќе има ли попуштање од Бугарија? И дали ќе почнеме преговорите со Европската? Јас не сум оптимист. Да видам, искрен, не сум ни среќен што веќе 3,5 години зборувам дека Македонија нема да почне преговори со Европската унија. За жал сум во право, велам за жал затоа што сакам државата да напредува. Не беа слушани тие мои информации изнесени во јавност од соодветните институции во власта. Јас немав друг начин да ги скомуницирам освен преку јавност, во денес и никој всушност би не ме повикал да прашам како и воопшто стигам до тие информации, но како и да е, состојбата е денес таа која што е, не е оптимистичка. Мислам дека декември е невозможна мисија од неколку причини. Прво, има избори во Македонија, кои што мислам дека ќе направат политички промени и по завршување на изборите. Ние очекуваме да формираме влада по завршување на изборите.
еве да бидам објективен, се да сама очекува да се зацврсти после изборите, како и да оди работата со нашиве избори, има политички турбуленции по завршување на изборите во Македонија. Во ноември месец има председателски и парламентарни избори во Бугарија, после кои што повторно е неизвестно дали ќе се формира влада и ако се формира дали ќе успее таа влада да стигне до декември и дали прво прашање ќе е Македонија. И трето, она што го слушаме не само од Румен Радев, туку од значаен број на кандидати за председател во Бугарија. Бугарија останува на своите тврди позиции, кои што за нас се крајно неприфатливи и мислам дека ниедна власт во Македонија не треба да ги прифати, затоа што е тоа понижување, тоа е задирање во основните човекови права, спротивно на сите европски повелби и не гледам тука простор да се разговара и да се дискутира. И она што мене лично ми пречи е еден однос на надменост од страна на Бугарија, каде што некако не гледаат од високо, па не делат лекции, и тоа е особено фрустрирачки, што покажува дека немаат честни намери. Тоа е во однос на НАТО. Во однос на внатре, мислам дека недоволно силно досие Македонија имаше изминативе години. Власта на Заев се фокусираше само на решение на спорот со името, без да испорача реформи дома. Сите знаат дека постои скепса кај неколку високо развиени западноевропски држави за проширување и мора да се испорачува многу повеќе од тоа што се испорачувало претходно. Не е доволно само политичките проблеми да се решаваат. И тука наоѓам главната замерка кај владата на Заев, што не испорача моделот на реформи, за да може политичкото досие да оди паралелно со досието на реформи и така нашиот случај да е посилен. И мислам дека колку е посилно досието на Македонија, толку ќе е послаба позицијата на Бугарија и обратно. Колку е послабо досието на Македонија, толку ќе е посилна позицијата на Бугарија. Како гледате, има ли Европската унија искрени намери да се проширува со Западен Балкан, меѓу кои Македонија? Мислам дека многу години се изгубени, тука има одговорност во сите политички елити досега. Јас можам да зборувам за актуелнава влада, затоа што за сите претходни влади веројатно историчари треба да зборуваат и да ги ценат како работеле. Мислам дека изгуби многу време во нереализирањето на реформи. Како поминува времето, се поголема е скепсата во Европската унија за проширување и тоа еден паметен политичар треба да го антиципира кога ќе го земе мандатот. Значи, вие кога земате мандат од 4 години, антиципирате најмалце 8, или затоа што очекувате да сте реизбран, или затоа што очекувате да поставите патеки кои што треба следна влада да ги води. Мислам дека ова влада не направи антиципација дека ќе расте скепсата за проширување и дека треба испорачува многу повеќе. Така што во следниот период очекувам скепсата да расте, а не да се намалува и затоа ние ќе треба да испорачуваме повеќе. И затоа јас сум отворен и искрен со граѓаните, а тоа е дека ако има силна волја во рамки на Европската унија, проблемот со Бугарија ќе се реши за едно предпланне или за едно попланне. Но за тоа мора и ние да имаме силно досие за да им докажеме дека како држава заслужуваме да почнеме преговори. Број 1 е борба со корупција. Не може држава која што е на 111-то место по перцепција за корупција да почне преговори со Европската унија. Тоа е невозможно. Мора сме во првите 40 за да почнеме преговори со Европската унија.